како што ти пренела Ива, во американскиот образовен систем кандидатот не се прима на поединечен факултет, туку на некој начин се прима на целокупниот универзитет. И затоа е првата година општа, односно нема конкретно поле на студирање, нема определен мејџор или како што го велат на Харвард концентрација. И всушност некаде при почетокот на втора година, крајот на октомври, се определуваат студентите за даден мејџор или пак за две концентрации. Јас во мојот случај одбрав историја и политички науки. И колку предмети имате? Па, очекувањето е да се слушаат 4 предмета по семестар. Има 8 семестри, што 4 по 8 се 32. Од тие 32 некако се поделени на третина. Третина се тие, како да ги кажам, општи барања, што вклучуваат, не знам, предмети од различни области, да има една општествена наука, една хуманистичка, математика, странски јазик, статистика, академско пишување, значи предмети од тој карактер. Тоа е првата третина, втората третина се всушност барањата за концентрацијата, за мејџорот, а последната третина може да биде осетена или на втора концентрација, или на изборни предмети, или на што било. Тоа звучи многу јако, за разлика од кај нас. Студирање на Харвард е многу работа, не знам дали си свесен, ама и влијат многу работи, фактори за да ти стигнеш до тоа. Што семејство, што образование, може пријатели, може би некој инициирал нешто. И сега, кој е тој сплет на околности кои што тебе ти има возможено да ти стигнеш до Харвард. Кои се тие конкретни фактори што имаат влијаено по патот за ти да бидеш сега втора година студент на еден од, тоест мислам дека најдобриот универзитет во светот? Па, како што спомна и ти, можеби намерно, можеби и не, но некако хронолошки правилно ги нареди работите и се разбира семејството е многу важно. Тука би ја издвоил мајка ми, која што ме насочуваше, ми помагаше, од најмала возраст ме научи многу работи и кога всушност ние ова многу истражувања го покажуваат, ние најмногу учиме во првите години од нашиот живот, а апсолутно најмногу во првата година, бидејќи нели тога се учи како да се оди, се проговорува и така натаму. И тука улогата на семејството, на родителите, на мајката е пред се многу важна. И јас сум просто навикнат за секоја, да наречеме, фаза од мојот живот, многу однапред да планирам за, нели, да знам што треба и што треба да се направи, како да се дојде до тоа. И всушност интересна е приказната. Јас, например, бидејќи мојата гимназија меѓународни училишта нова ја посетував со стипендијата Борис Трајковски, која е целосна стипендија. Јас првпат за таа стипендија аплицирав во 7-о одделение. Тоа е многу рано. Бидејќи на конкурсот пишуваше дека е за 4 годишно школување во нова, нели постои нова основно и нова средно училиште. И некако направивме калкулација дека би можел да идам 8, 9, прва и втора година таму, за трета и четврта после да ги доплатиме ние со наши средства. Меѓутоа ни беше кажано дека нели тоа е само за 9 одделенци, па подосна почнаа да ставаат во конкурсот, во самиот конкурс пишуваше дека треба да биде ученикот од 9 одделение, тоа беше прецизирано. Ја добив стипендијата Борис Трајковски, посетував нова, тука е веќе нели делот од образование. Таму нели наставата се одбива на англиски јазик, што многу помага од аспект на тие критериуми, меѓутоа и трета и четврта ја слушав меѓународната матура IB International Baccalaureate, што всушност ја има во државните училишта е застапена во гимназијата Јосип Броз Тито и таа програма поради тоа што е меѓународно признаена, канцеларијата за прием на студенти на Харвард, the Admissions Office, нели, знаат што се состои таа програма, какви се барањата, па и тоа многу го олеснува приемот на студентите, бидејќи нели знаат што учеле, како учеле и зашто се спремни да постигнат, имајќи ги во увид тие оценки. Нормално. Како мислиш дека ти се имаш разликувано од другите, бидејќи
Харвард е едно, а универзитет некаде тука, дали Словенија или било каде, е трето. Во кои работи мислиш дека си се разликувал, дали во учење, упорност, у кој момент си имаш разликувано од другите за да се истакнеш и да бидеш тој што ќе го примаат на Харвард? Дека верувам дека многу луѓе сакаат такво нешто, пример аплицирале, меѓутоа не ги примиле. И ти мора да се истакнеш на некаков друг начин за да те примаат. За секоја поголема работа во животот, мислам дека упорноста е можеби најважна. Подготовката е дефинитивно круцијална. И тоа од нас изискува, па би рекол, часови истражување за да се запознае тој терен, да се запознаат очекувањата и последно да се исполнат тие очекувања, и би рекол дека прием на таков универзитет како што е Харвард од тој ранг, тој што кажува дека ја спремил апликацијата за неколку часа и само така ради реда пуштил есеј, верувам дека лаже, бидејќи навистина изискува многу работа и многу планирање однапред. Така што, би кажал дека можеби од тој аспект сум се издвоил од другите, бидејќи јас летото меѓу 9-то одделение и прва година средно образование истражував за различни универзитети во светот, за Велика Британија, за САД, за Франција, Канада, не знам каде се друго, и тоа ми овозможи од прилика да знам што треба да направам. Едноставно сакам да планирам. Или неблагодарно е за себе да говорам што ме издвоило од другите апликации што ги читале. Како примен студент има една интересна можност да се побараат документите од канцеларијата за прием, односно порано тоа било да одеш кај нив во канцеларијата и да ти дадат твојата апликација, па ги гледаш со пенкало на маргините што пишувале и нивните коментари. Сега е тоа дигитално поради како резултат на пандемијата и всушност во еден документ само ги прават копи-пейст на коментарите, ги ставаат таму и неколку часа има човек да ги прочита и да ги разгледа. И во тие коментари тоа што беше особено нотирано од секоја апликација има два читача. Првиот читач е да не се изразам погрешно, меѓутоа е, да кажеме, помлад службеник во таа канцеларија, а вториот читач е некој со повисока функција, да кажеме директорот на канцеларија за прием или слично. И всушност првиот читач нотирал дека мене ме издвојува мојот воннаставен ангажман. Односно сето тоа што го правев вон наставата, најмногу преку служат на средношколци, меѓутоа бев вклучен во различни истражувачки програми каде што работевме со универзитетски професори од САД на различни истражувачки проекти, трудови и така натаму. Неформалното образование според мене е многу клучен момент, пример подкастов моментално е неформално образование, некој дали преку тебе, преку некој друг подкаст гостин, ќе научи нешто многу повеќе него некој одреден предмет или програма што ја посетува дали основно, средно или пак факултет. И у Македонија реално праведноста ја нема, не е до толку присутно, пример у Америка се ценат и формалното и неформалното уште повеќе образование. Меѓутоа тука неформалното образование и него ценат до толку за прием на факултет, ценат многу повеќе оценки него неформално образование, а некој со неформално образование, оние soft skills, многу повеќе се има образовано во практична смисла наместо во теориска смисла. И вчера кога ти ги пуштив тој некој концепт за прашања, ти пишав концепт на право, да ме праша зашто. Мислам што конкретно подразбирам под тоа. И под правда, и јас се мислев, викам, стварно, што за мене е правда? И правда за мене пред све, кога јас би барала правда во некој, прво би направила една хиерархија според моралните принципи, вредности кои што се темелат скоро сите религии, христијанството, муслиманството, лежат сите на некакви темели на моралност, на морални принципи. Биди добар, не убивај некој, прави го тоа што сакаш да го прават другите, така натака и така натака. И сметам дека според тие правила и принципи треба да се основаат, се основани на некој начин и сите закони, ако не грешам, во скоро сите држави.
Сите закони имаат религиска основа. Exactly. Почнувајќи од законникот на Хамураби, па надале. Не сум не сакам многу да навлегувам во темата, бидејќи не сум стручна. И кога би ги поставиле така законите и кога се веќе поставени така, при самото нивно прекршување треба да има некаква санкција, односно казна. Меѓутоа таа казна не би требало да биде само затвор и после кога ќе излезе од затвореникот повторно да почне со кражба, со убиство или со што и да правил во уште поригорозни рамки, туку буквално да му се понуди некаква поддршка, систем, каде што он би можел да порасне во подобра личност, кај што он може да има некој раст и развој и на тој начин да се темели казната од тие принципи. И за мене тоа е праведност. Сега од друга страна, доаѓа и моментот како јас да пресудам кога некоја намера, пример, сакаме нешто да направиме и случајно и не сакајки го правиме тоа. И сега ако некој не сакајки, пример, јас тебе те удрам и ти кажам извини Лука, не сакајки беше, ќе важат судењето на тоа би требало да има некакво како да ми попуштат, бидејќи било ненамерно. А за намерите, например, ако јас имам намера тебе стварно да те удрам, тогаш би требало да има некаква поголема санкција. И сега кој е твојот концепт на правда? Ја гледав да бидам најкратка сега, ама можам уште да филозофирам. И сега кој е твојот концепт за правда? Од прилика, од сите работи што ги имаш прочитано до сега? Па, не сакам да го избегнувам прашањето, меѓутоа е невозможно правдата да се сумира во неколку минути. Но еве од тоа ти што почна да го кажуваш, можеби околу казнувањето. Имав прилика овој семестар да слушам курс наречен античка и политичка филозофија, меѓутоа античка и средновековна политичка филозофија, меѓутоа на професорот не му се допаѓаше баш тој наслов, он инсистираше он кога го предава предметот да се нарекува тој предмет античка и средновековна политичка мисла во Западот. И со тоа признава дека не ги разгледуваме источните мислители и нивните дела, а истовремено дека не сите автори што ги читаме биле сметани во нивно време или пак се денеска сметани за филозофи, туку некои се не знам. Софисти, монаси, теолози, што ја знам друго, говорници и така натаму. Имаше едно мощно интересно дело што го напишал римскиот филозоф Сенека, De Clementia на латински, односно за милоста на македонски. И сега не би можеле да кажеме дека Сенека го испревртува Макијавели, бидејќи хронолошки не е точно, меѓутоа ако Макијавели вели дека е подобро граѓаните, односно поддадиците во неговиот случај да се плашат од владетелот, од принцот, отколку одошто да го сакаат, Сенека тоа го испревртува, поточно Макијавели го испревртува Сенека, меѓутоа нема врска. Сенека пак вели дека многу е подобро и мудар владетел ќе сака многу повеќе неговите граѓани, неговите поданици да го сакаат, одошто да му се плашат. И тој вели дека милоста во казнувањето, односно милоста во извршувањето на правдата е доблест, е врлина за која што секој владетел треба да стреми. Зошто е тоа важно? Вели дека мудар човек никогаш нема да казни ексцесивно. Односно, казната треба да биде умерена, што не значи да биде блага, меѓутоа треба да има мерка, не треба да биде, не знам, ненормално мачење за најмало дело или да биде непотребно сурова. Истовремено пак, и тука Сенека е наследник и на идеите на Аристотел и на Платон, не е казната не има само одвратувачко дејство. Да одврати некој веќе да не го повтори делото. Што може би, не знам, современиот правосуден систем го заборава тоа. Туку за нив и за Сенека особено, казната има рехабилитивна цел, дури е како терапија, како медицина, како лек. Односно, казната е малку и поемотивна и треба да ја излечи душата на тој што сторил
кривично дело. Затоа треба да биде умерена. Меѓутоа, тој пак разликува помеѓу клеменција, милоста, и мизерикордија, сочувството, или сожалителност. На англиски тоа би било pity. Сочувство не од аспект на право сочувство, туку владетел кој што одбива да ги казни своите поданици, односно суд што одбива да ги казни граѓаните иако починиле кривично дело, бидејќи сочувствува со нив или му е жал за нив да бидат казнети, па ги амнестира и не им дава, не ги казнува. Сенека вели дека тоа е лошо за самиот сторител на тоа кривично дело, бидејќи така, ако не е казнет, нема да прими терапија, нема таа рехабилитивна, не ја добива таа рехабилитација. И мислам дека тоа е еден интересен аспект околу казнувањето, дека современите затвори, паричните казни, вршењето доброволна работа, тоест не доброволна работа во овој случај кога судот ќе изрече, вршење добротворна работа, да има некаква повисока цел. И затоа, сега се прават разлики помеѓу како ги вика пунитативен, односно казнен систем и сега го заборавив терминот, некој аспект на, реконструкцијска правда или нешто, не се сеќавам како се велеше, меѓутоа мислам дека елементот на казна треба да биде присутен во секој случај, меѓутоа мора да се акцентира и таа улога на едукативна, психолошка, емотивна, да се направи ресоциализација на некој што извршил тешко кривично дело, меѓутоа не да се фокусира само на казнувањето, бидејќи се нека би кажали, тоа веќе влијае и на, да кажеме, христијанството и моралните сваќања наши, дека, да го парафразирам, иако е неблагодарно, дека, секоја душа што може да се спаси, треба да биде спасена на некој начин, односно, додека има потенцијал некој да се поправи, треба колективно да ги направиме сите напори тој да се поправи. Сега, што се случува со луѓето кои што се вон тоа, е веќе друго прашање. Правдата е нужна. За неја живееме. Откако постојат колективни заедници, имаме чувство за правда, за правичност, за што е правилната работа да се направи. На жалост, колку и да се можеби економски успешни, општествата чии што припадници престануваат да си го поставуваат прашањето што е правилната работа што треба да ја направат, what is the right thing to do, што треба да направат, а почнуваат да се прашуваат себе си, говорам тука во внатрешен диалог, кога зборуваат самите со себе, да кажат што мене би ми било од корист да го направам, what is the right thing to do for me, ако сакаме на англиски, односно што ми годи и од што можам да извлечам највеќе корист, е веќе за мене една загрижувачка фаза од аспект на колективната етика и правдолюбивоста мора да се негува. Сега, правдолюбивоста не е нужно значи дека треба некој да се покорува пред државната власт, дека треба се што му е кажано да го слуша. Правдолюбивост не е подданички однос. Имаме различни примери, што од историја, што од литература, што го покажуваат тоа. Една од омилените драми ми е Антигона на Софокле, каде што Антигона прави една многу интересна разлика меѓу државните, односно световните закони, законите на Креон и верските закони, односно законите на боговите. Законите на боговите таа ги става над државните закони и всушност тие закони на боговите дека таа мора да го погреба својот брат, бидејќи во античка Грција ни на непријателот на бојното поле не му се одземало тоа право на погреб за да може да продолжи во задгробниот живот, таа свесно го жртвува и својот живот за да го погреба брата си, односно правдолюбивоста, правдата ја става над сопствените потреби, дури над сопствената екзистенција. Тоа кажува дека навистина постојат
и правични и неправични закони. Дека не се што е закон е нужно правично, односно праведно. И тука се оцртува разлика меѓу правдата на латински юстиција и правото на латински лекс. Поентата ми е правдолюбивоста го означува тоа, значи следењето на сопствениот морал и следењето на концепцијата за што е праведното нешто, што е праведниот след на настаните, што е праведната одлука, да биде ставена и над некое световно ниво на тоа што е државен закон, бидејќи државните закони можат да бидат неправедни. Чист пример се не знам, сегрегацијски закони каде што белите и црните луѓе биле раздвојувани и морале да користат различни постоеле различни институции за нив од аспектури на влезови, ресторани, базени и така натаму. И словенските јазици имаат еден многу интересен аспект и однос кон правдата, што секаде сакам да го истакнувам, а тоа е правда на руски значи вистина. Рускиот збор правда, имаше вестник правда, правда значи вистина. Правдолюбивост значи и вистинолюбивост. Како што нема правда без вистина, не може да има ни вистина без правда. Да, тоа има логика, бидејќи пример, се еден побанален, одам на психотерапевт или психолог или било каде некој кога барам помош да ми помогне, доколку јас не сум 150% искрена, нема да биде ни тоа од другата страна, бидејќи ќе биде сигурно некој потиснат проблем, потиснато нешто кое што нема да го имаме на виделина. И многу ми се допаѓа тоа што кажа дека општото добро треба да го ставиме пред нашето добро на некој начин сега. Пример, не секогаш. Добро. Праведната работа треба да ја ставиме пред нашето добро. Точно. Меѓутоа, сега ми е прашањето, имаме одредени индивидуални права. И сега понекогаш треба да ги ставиме правата на другите, тоест правата на светот, на општеството пред нас. И сега не ми текнува пример како тоа да го направам. Пример, еве со протест. Пример, општото добро е јас додам на протест за загадување на воздухот. Меѓутоа јас некако право, меѓутоа јас имам обврска да одам на работа, работа е многу лош пример. Додам на некаква друга активност која за мене лично, ама не за општественото добро, лично странски јазик да кажеме. Ете, и добро е за мене, ама на другиве не ги засега многу. И во тој смисол, општото добро треба да го ставам пред мојот курс за странски јазици. И сега како мислиш, тие индивидуални права, општото добро, дали има некаква граница, дали имаш ти некаква граница или од некои философи, кои што ставиле дека од тука до тука треба да има граница, бидејќи јас самата учев филозофија и као учам филозофија и немам некакви граници, целата филозофија не само за праведност, но и за сите граници пише филозофија и само можеш да филозофираш дотри пак да не стигнеш до одговор. Кој е твоето размислување на ова? Околу небањето дефинитивен одговор, еден мој професор кој што е политиколог, експерт по образовни политики, значи не е филозоф, тој вели дека нема во филозофијата ништо напишано по Аристотел и Платон. И вели, откако тие напишале, сите други само се расправаат за што сакале да кажат. Тој има многу смисла. И тоа е дискусија која што се уште тече. Од аспект на да го користиме примерот со протестот и курсот по странски јазици. Јас би те прашал сега тебе, дали човек кој што не е добар за себе си може да биде добар за другите? Дефинитивно не. Чекај, човек за себе си да е добар за другите. Ако не е добар за себе си, дали може да биде добар за другите? Дефинитивно не, бидејќи ако ја имам лош говор со себе си, ќе биде тоа многу лошо и за другите. Пример, ако јас сега сум изнервирана, тоа ќе го проектирам на другите дека сите били нервозни, дека сите биле лути. Или ако не си дозволуваш да ако не си дозволуваш да напреднеш, ако човек допушти да падне во фаза на мрзеливост или на апатија, ништо да не прави,
не сака да се напреди, дали таков човек би можел да помогне на другите и во решавање на некој проблем од аспект на колективното добро. И не мислам дека треба да бегаме од себе напредувањето, нели? Преку образование, финанси, што знам, култура, учење странски јазици, што било, меѓутоа тоа не може да биде целта. Тоа може да биде само средство. Пак да се вратиме на некој макиавелистички говор. Јас би кажал дека ако подобрување на самиот себе, не знам, обогатување или запишување на Харвард е единствената цел, тоа е проблем. Тие работи мора да бидат средство за остварување на некоја повисока цел, што по правило мислам дека треба да биде колективна. Бидејќи јас секогаш говорам лично за себе си, јас сметам дека длабоко чувствувам обврска да помогнеме, можеби, нели, сугерира некаква хиерархија, меѓутоа да придонесам за општеството, за мојата заедница, за луѓето што ги познавам и доколку нешто можам да сменам со цел да го подобрам, или доколку нешто можам да направам, што сметам дека е праведно, сметам дека треба да го направам. И тогаш, нели, не живееме во идеален свет и никогаш не сме живееле и се поставува прашањето дали ги имам потребните ресурси такво нешто да направам. Доколку ги немам, мислам дека е дури поблагородно, или наместо јалова борба и викање во празно, да се посветам да ги здобием тие ресурси, да се здобием со тие ресурси, меѓутоа да не заборавам повисоката цел. Индивидуалните да размислам околу ова. Сведочиме на една општа криза на либерализмот. Дел од неа е, да кажам, резултат на дворешните непријатели на либерализмот. Од друга страна, па и значителен дел од оваа криза е сторена од раката на самиот либерализам. Е self-inflicted. И тука тоа мора да се признае дека има некои преломни точки што направија проблем. Меѓутоа, нели, не треба оружје да се фрла со лушпата и мора да ја правиме таа разлика. Колку и да либерализмот, особено на економско поле, преку еден нерегулиран капитализам, преку жртвување на природата, на заедницата, на традициите, на културата, на добрината, на олтарот на парите и на материјалното, колку и да е тоа резултат на едно такво сваќање на либерализмот, не смееме да заборавиме дека пишаните устави, уставните судови и правобранителите кои што се тука да ги бранат нашите права, индивидуалните права како граѓани, понатаму колективните права на жените, на етничките и расните малцинства во некои општества, правата на различни религиски групи да имаат, нели, да уживаат во својата религија. Не смееме да ги заборавиме тие придобивки на либерализмот. А највеќе граѓанските и политичките права кои што ни се дадени, некаде порадо, некаде подоцна. Нели, сите цитираат, што знам, француската револуција, американската револуција, тие уште меѓутоа постојат постари примери, има The English Bill of Rights, англиската повелба за правата, па не знам, правата на жените во Југославија, кои што предничеле дури пред правата на жените во Швајцарија, делови од САД и така натаму. Сите тие се резултат на таков еден граѓански и политички либерализам што никако не смеа да бидат жртвувани, иако сведочиме на една таква криза, би рекол најмногу од економските аспекти на либерализмот, а делумно и од аспектот на човековите права, каде што нели имаме дел од општеството кое што тврди дека нешто е право, друг поголем, не знам дали е поголем или помал, меѓутоа друг дел од општеството вели дека такво нешто не постои, нема право. Конкретни примери? Реално зависи од општество до општество.
И тука е прашање нели на арбитрарност каде да се повлече линијата, некаде правата на жената да посетува настава е доведено во прашање, некаде се дискутира за права на животни, право на ЛГБТ заедница, тие се да кажам исто. Некаде во светот, например, па правата на првите 3 букви на ЛГБ заедницата, односно на хомосексуалците, на бисексуалците не се доведувани во прашање, меѓутоа правата на трансродовата заедница е прашање на дискусија. Меѓутоа, граѓанските и политичките права, што ги спомнав, правото на глас, правото на слобода на говор, слободниот печат, слободата на религијата, секуларноста на државата во повеќето држави, се, ако кажеме дека либерализмот е мртов, се оставштини од либерализмот што не смееме да ги отфрлиме. Тоа се објективно добри работи. Кризата, преломната точка настанува кога го спомнати општото добро. Тоа е повеќе отуѓување од заедницата и една хипериндивидуализација и атомизација на општеството, што кажува секој човек е сам за себе и толку. Пријателите се гледаат низ трансакцијска основа, семејството е заборавено, нели? Што би бил добар пример. Не, се стеснува тој круг, ако порано, не знам, се комуницирало со проширено семејство, со братучеди, чичковци, тетки и така натаму, сега се намалува, па стануваат само родители и деца, баба, дедо, па ако старите, што нели како стануваат болни и веќе не може да се грижат сами за себе, па стануваат преголем товар, па некој не може да се посвети на кариерата или не може да се дозволи да работи, да чува грижа за нив, ќе бидат пратени во старачки дом и така натаму и така натаму. Создадоа таква хипериндивидуализација и ги не отргна од нашата исконска потреба за дружење и социализација. И токму затоа настанува таа криза каде луѓето уживаат политички граѓански права повеќе од било кога. Преку дигиталниот свет имаат понуда од аспект на медиумски содржини, култура, забава повеќе од кога било. Економски, за жал не секаде, бидејќи имаме зголемување на економската нееднаквост и сиромаштија, меѓутоа, еве да кажеме од некои поедноставни, не знам, економски индикатори, фрижидер, клима, уред, автомобил, пак живеат подобро од кога било порано, а сепак се длабоко несреќни. Токму затоа се говори за општото добро, односно за некој поколективен елемент. Само ако јас долго говорам околу ова, меѓутоа таа, како што кажав, тоа отуѓување од заедницата е, според мене, главната криза на либерализмот, што мора да биде надмината, не преку отфрлање на индивидуалност, бидејќи заедниците знаат да бидат и загушливи. И тоа за круцијални прашања, идентитетски да ги наречеме, меѓутоа и за најбанална работа, како некој се облекува, како некој говори, како не знам како си офарбал косата, и така натаму, тоа се примерите и знаат да бидат навистина загушливи средини, што се длабоко и несреќни, нели? Говориме сега малку и носталгично за заборавеното семејство, што се губи, се намалува и така натаму, меѓутоа од друга страна, статистиката покажува па дека најмногу насилството кон жените се случува во домот. И дека жена ако е убиена или е претепана од некого, не е тоа манијак во документот што се крие зад грмушка, тука е човек што го познава или човек што живее со нејзе, сопруг, татко, брат. Тоа е, мислам дека една од многу тематики кои што се табу теми, особено Македонија и на Балканов. И затоа мора да постои компромис меѓу индивидуата и колективното, и заедницата. Ние не треба за општото добро целосно да ги жртвуваме нашите индивидуални потреби, меѓутоа истовремено пак не можеме да живееме сами и да не бидеме блиски со некого, а таа близина и таа љубов означува и жртва.
Не секогаш кога некој ќе ти побара помош, а ти е близок, ти се чувствуваш спремен да ја дадеш. Не секогаш можеш. Може би бркаш рокови за факултет, полагаш испити, имаш работа, сакаш пари да направиш не знам што. Има нешто што тебе ти е прече, лично, меѓутоа од друга страна поради сето тоа што сте го преживеале со таа личност, поради љубовта која што чувствувате еден за друг, поради роднинска врска, емотивна врска, што било, ние се жртвуваме и сакаме да им помогнеме. Меѓутоа тоа мора да биде доброволно. Тоа е компромисот што го говорам меѓу заедницата и личноста, индивидуата. И тоа, знаеш, доаѓа од едно сваќање дека грижата за другите е врв на еготизмот за мене. Бидејќи егоист кој што се грижи сам за себе, да речеме, некој предпоследно ниво на егоизам. Правилен егоист, што навистина многу се сака себе си, сваќа дека кога ќе насмее друг човек, кога ќе му поклони нешто и тој ќе се израдува, кога ќе види дека друг е радосен, кога ќе свати дека и тој чувствува радост поради тоа е врвот на егоизмот. Сваќајќи дека грижата за другите и правењето другите да се чувствуваат добро, помошта кон другите е помош кон себе и грижа за себе. Не само, еве јас и ти како индивидуи, грижата за својата заедница, пак за луѓе, туку и кон целиот свет, дојдовме до тоа планетата да се експлоатира без мерка, сурово, како да нема утре, што всушност може да доведе до на вистина да нема утре, еве тие луѓе ќе се обогатат и каде ќе ги потрошат парите, или нивните деца, внуци, правнуци, што било, ако планетата ја нема. Грижата кон другиот, не само кон другиот човек, или другата заедница, туку грижата и кон природата, што е друго од нас, не е човек, значи дека се грижиме за самите себе. Сега некој тоа, нели, имаме цел, како да ја оствариме. Некој може тоа да го прави од навистина искрена побуда да ја заштити природата или да ја заштити заедницата, некој тоа го прави од потребата да се ја спаси својата кожа. Меѓутоа, ако на крајот од денот е заштитена, нели, природата или заедницата, целта е остварена. Така што грижата за другите е грижа за самиот себе. Тоа е многу убаво срочено. И што ми беше мало од сега идеја некоја. Многу теми опфаќаме. Да, добро, да. Тоа, ми текна две зборчиња кои веројатно би биле и некоја не дефиниција, меѓутоа како плюс на самото тоа заедништво, како повеќе да бидеме и за заедницата, меѓутоа и за самите себе си. Баш тоа кога викаш, кога не може да разбереме моментот, некој имал работа или нешто слично, разбирањето и прифаќањето дека секој има своји потреби и моментот на флексибилност и на адаптација, се мислам и некои клучни поенти кои што треба многу да ги развиваме и колку, пример, еве ја лично од мене ќе тргнам, ја понекогаш, например, сум многу индивидуалистички настроена, многу сум себична, и ако не е по моје, тоа е смак света. Меѓутоа, со колку повеќе гледам, пример, еве муабети ме, мислам дека преку разговор најлесно може да се стигне до некакви поенти да се научи. И цело време сваќам дека колку повеќе можам да бидам и флексибилна, меѓутоа и колку повеќе ги разбирам и ги прифаќам луѓето околу мене, толку полесно се разбирам и се прифаќам самата себе си и мислам дека тука е некаков баланс меѓу индивидуалното, меѓу заедништвото и треба некаква синтеза од тие две синтеза да се направи. И сега, за ти вака да мислиш, тоест да ги имаш ваквите размислувања, да придонесуваш кон заедништвото, бидејќи нели Харвард ти уствари како едно средство за да ја постигнеш целта која што претходно е спомена. Од кој момент ти ја имаш ваквата цел? Дали од седмо оделение стварно и како седмо оделение тоа го мислиш, бидејќи многу луѓе тоа не го мислат од седмо оделение, и како дојде до моментот, јас треба да му помогнам на општеството, што беше тоа, прочита нешто на вести, што си има случајно за да ти така размислиш од можеби седмо оделение, или ти ки ми кажеш која? Конкретно примерно што гледав за седмо оделение беше за аплицирањето за стипендијата, Борис.
Борис Трековски во нова, што може да биде сватена нели како една исклучиво себична цел. Читањето е една, не знам, веројатно најдобрата дневна активност што човек може да ја прави е да чита. И книгата, колку и да на поновите генерации делува досадно со своите црно-бели букви, испечатени на хартија, книгата е сепак портал кон целосно нов свет. И секоја прочитана страница е само една дополнителна врата или дополнителен прозорец кон тој нов свет. Колку и да не е хормонално или сетилно стимулирачка, бидејќи сега се навикнати на бомбардирање од видеа, жарки бои, звукови, уж на еден начин мирисот да го пренесе преку нив, може би и тоа ќе дојде. Со сензорче. Колку и да не е таква, книгата ослободува. И додека видео содржината е како некој нешто замислил, тоа не е презентирано и го прифаќаме или не го прифаќаме, го фалиме или го критикуваме, книгата дозволува ние самите да ја створиме таа визија и таа слика. И затоа е мощно ослободувачка, го храни умот, го надградува и не пресилува да размислуваме. Јас навистина бев многу среќен да пораснам со мојот дедо, кој што секојдневно читаше, да бидам прилично близок со него, заедно да читаме, да пишуваме, тој да ми кажува, да ме учи, да ме воведува во тие нови светови. И може би делумно и поради неговото растење или образование во социјалистичко време, па игричата за другите била по присутна. Од друга страна пак, кога бев примен во приватна гимназија, повеќето од моите пријатели, 90%, всушност беа во државните училишта. Знаејќи какво е државното основно образование, какво е државното средно образование преку нив, а какво образование јас уживам на други услови, помогна да сватам две работи. Првата е да го разби тој мит кој што, на жалост, поради овие тешки 34 години независност кај нас се створи дека Македонија и македонците, тука мислам на сите што живеат во Македонија, не се способни за ништо добро, едноставно се што имаме е лошо, фалично и не може тука ништо добро да функционира. Моето средно образование ми покажа дека совршено респектабилна, квалитетна образовна институција може да постои во Македонија. Прашањето е како да се дојде до тоа и што е потребно, каква промена е потребна за тоа. Тоа исто беше отрезнувачко, да кажам, и охрабрувачко, дека не се нештата предодредени, туку ги имаме латките во свој раце и треба да се работи. Втората работа е, гледајќи што ми се случува на моите пријатели, не знам, имам пријателка, нема потреба да го спомнуваме, гимназијата каде што заврши, дојде по тај пандемија, штрајкови и се, меѓутоа во првото полугодие, прва година од нашава генерација средно образование, имаше никакви такви енормни прекини. Јас не знам дали девојчева ако по распоред имаше, не знам, 6 часа тој ден, дали имаше ден во нејзиното образование да ги има сите 6, да бидат по тој распоред без некој да ги пушти порано, да не се појави на настава, да му, не знам, немаше таков ден, каде што тоа што било на распоред било изведено, тоа ме натера да чувствувам обврска дека имајќи таа привилегија што не секој ја има, да имам такво образование и да уживам во некоја си благодат, дека таа, например,
малку да насмее публиката, да во училишниот тоалет да има тоалетна хартија. Нема така нешто, Македонија не постои, сапун се почна. Знаете дека тоа не секој го има, не секој може да го има на жалост, ме мотивираше да работам на промена на нештата, со цел да се подобри образовниот систем. Без при тоа немајќи никаква потреба да зборуваме како е во Финска, Шведска, Данска или не знам каде, туку како може во Тавталиџа да има добра настава. Несомнено дека се потребни финансиски средства и ресурси. Не можеме да доведеме во прашање дека државното образование можеби, не сме рекол, намерно уништувано толку години, дека во него не е инвестирано, а и парите што се фрлени, намерно го користам овој глагол, не се искористени во правилна насока, туку се негде забошотени. Меѓутоа не може се да биде во парите и мора од некаде да се почне. Ако има визија, ако има желба, ако сака да се работи, ќе се одберат парите од државата, бидејќи има поголем јавен притисок за тоа. Да не должам, конкретно лично за мене, тоа може би најпластичен пример, каде што сум сакал да придонесам на една заедница, конкретно на македонските средношколци, бидејќи сум бил дел од таа заедница и сум видел колку е лоша состојбата. Не е дека немало грешки, треба да се чуваме од човек што претерано сака промени. Грешки во што? Ипак сме ние лимитирани суштества, што нели, ако се направи некаква радикална промена, па не може да се согледаат сите нејзини последици. Сега, например, за средното образование во Македонија го бие глас, нели, на средношколски денови како најубави денови, многу дружење, чувство на заедништво, полни училишта, па после училиште дружење на кафе, ваму, таму, во парк, не знам што. Доколку го следиме примерот на поразвиените зими, каде што наместо од 8 до 12 настава се посетува од 8 до 3, тогаш може да го изгубиме дружењето. Меѓутоа, истовремено пак, недозволиво е една земја, со овие рангирања што ги имаме написа, каде што меѓу 2/3 до 3/4, значи од 66 до 75 од 100 од учениците, не се функционално писмени, не го достигнуваат нивото 2. Тоа значи дека ние на хартија имаме образовен систем, во пракса го немаме. Ама немаме. Бидејќи децата што, мислам, децата и наставниците, сите што поминуваат време во школа, губат време едноставно. Бидејќи ништо не се пренесува. Така што, нели, се најде златата средина е тешко, меѓутоа не смееме да оставиме вака да течат работите како што течат до сега. Сега кој сум јас, нели, индивидуа да го сменам тоа, меѓутоа светам дека еве за време на мојот мандат како претседател на Сојузот на средношколци, кога сме заедно, повторно, нели, кога ќе се спојат индивидуата и заедницата, не бидат еден спроти друг, кога сме заедно, можеме да постигнеме многу. И ова ми го замеруваат колегите од граѓанскиот сектор, меѓутоа Сојузот на средношколци, барем во моје време, имаше еден огромен буџет од 0 денари годишно. Не сте во минус. И чисто немаме ни приливи, ни расходи, ништо, чисто од волонтерска основа и од желба, за кој било трошок, наши пари сме давали, тоест пари на нашите родители, бидејќи никој од нас не бил вработен во тој период, меѓутоа работевме, сакавме да имаме што поголем општествен импакт, а при тоа да имаме најмалку можни трошоци, а кога ќе настанеше трошок тоа да го покриеме лично. И мислам дека покажавме дека не се тие, не знам, револуционерни промени што го променија македонскиот образовен систем, меѓутоа мислам дека влеа, барем во мене лично, капка најаш дека нештата може да тргнат. Што има да сменат? Подобро. Као тогаш, барем во твојот мандат, знам дека ЈСП превозот... Па би извел, еве, 5 конкретни примери. За жал не сите се целосно спроведени, меѓутоа активно пресиравме и работевме да се вратат учениците во училиштата. После онлайн настава? После онлайн наставата за време на пандемијата. Не успеавме целосно во таа цел, меѓутоа за тие што се вратија, да речеме, за првачињата,
помогнавме да се напишат протоколите за ковид настава, каде што имаше, например, беше предвидена редарска служба да пази дали носат маски, држат дистанца за време на влез и излез, немаше за време на малите и големите одмори. Што не може. Тоа е најризичен период, бидејќи тогаш комуницира децата од различни оделенија и се, па со наш амандман го внесовме тоа. Внесовме и почесто да се чистат овие површините што се во контакт со луѓе. Тоа е една работа. Втора работа, што ми беше приоритет како председател, беше законот за средношколско организирање, односно законски измени кои што ќе дозволуваат ќе регулираат и ќе дозволат организирање на средношколците на први на ниво на клас, па на ниво на училиште, па на ниво на општина, на крај на ниво на држава. Тие не се донесени во пракса, бидејќи претходниот собраниски состав едноставно немаше желба да донесе таков закон, после туркање, лобирање и буткање беше ветувано да ќе биде донесен и никогаш не беше донесен. Меѓутоа, тој предлог тез кој што јас го напишав, беше навистина револуциониран, бидејќи бараше председателот на училиштето да го избираат сите ученици. Понатаму дојка сите говорат за ученичка заедница, а при тоа во училиштето има совет на наставници, совет на родители. Ученичка заедница значи дека учениците се на некој пониско ниво. Ние воведовме совет на ученици или ученички совет. И сега веќе сите кои што говорат на оваа тема, и министри, и пратеници, и активисти граѓански и така натаму, сите говорат за ученички совети. Значи терминолошката разлика беше воведена. Што се однесува до јавниот превоз, кој што него имаа сите ученици, за жал се уште го немаат, повторно, иако лобиравме кај пратеници од сите пратенички групи во претходниот состав, со цел да биде донесен консенсуално, да биде надпартиски, немаше слух и рековме дека ќе ги дадеме на Уставен суд. Јас се поднесов тужбата, ја напишав и Уставниот суд, веќе беше декември по мојот мандат, меѓутоа нели пак во јуни беше поднесена тужбата. Уставниот суд одлучи дека таа законска одредба што не го даваше превозот на учениците од приватните училишта е неуставна и сега тие го имаат тоа право на превоз. Ама тоа што говоревме околу правдата и правото, на хартија го имаат, во пракса сведочиме на расправија меѓу град Скопје и Министерството за образование и наука, каде што велат дека никој не е должен да ги даде тие пари за нивниот превоз и тие се уште немаат превоз. Понатаму благодарение на советничката Марија Антоновска, која што тогаш беше координаторка на советничката група на ВМРО ДПМН во Советот на град Скопје, успеавме да направиме амандман на програмите на ЈСП. Сите советници ги поддржаа од сите советнички групи, значи консензуално, можеби единствена одлука во историјата на овој совет на град Скопје, беше донесено учениците да имаат право на бесплатни превози во текот на летниот распуст. Значи скопските средношколци прв пат во 2022-та 2022-та се возеа бесплатно во текот на летниот распуст и тоа важи во 2022, во 2023 и во 2024. Значи веќе стана пракса. Понатаму направивме една одлична бела книга, групата раководеше Леонардо Змајшек, за демократско граѓанско образование и предлогот наш е да се изучува овој предмет во сите 4 години од средното образование и да вклучува областа не само граѓанско образование, односно политичка писменост, туку и финансиска писменост, што е многу важна, и медиумска писменост и дебата, поздрав за МОВ. И петата работа беше по трагичниот случај во Подеста Рибника, училиштето во Белград, каде што нели имаше ученик кој што утепа, уби повеќе ученици. Дадовме предлог до тогашниот министер и беше усвоен на влада, за жал повторно не е ефектуиран во пракса, да се промени начинот на работа на училишните психолози, тоа што ти го спомна за психотерапијата. Наместо тие да бидат главни писари и административци во училиштата, да го работат тоа што им е струка, односно да имаат индивидуални сесии со учениците кои што тоа ќе го попараат како индивидуално советување. Тоа е директно преземен од моделот на Нова, бидејќи јас кога бев во средно, може кога да сакам да напишам мејл до психологот, таа да ми врати и да закажеме кога можам да дојдам кај нејза во канцеларија да разговараме, не знам, половина час за некој мој личен проблем. Личен проблем.
И сакав да кажам дека исто така предвидувавме во тие промени да се спроведе итно обука на психолозите, меѓутоа знаеш, ние сме навикнати цело време некој да се обучува, меѓутоа никој не проверува дали од таа обука нешто се научило. И на хартија повторно сите се обучени, а во пракса ги немаат тие. Да, сите се оправдани. Рековме да има тестирање на сите училишни психолози. И тоа предизвика еден голем страх во јавноста, особено кај властодржците, меѓутоа јас не се залагам некој да изгуби работно место. Не се разбереме погрешно. Меѓутоа, каква полза, какво добро имаме од систем кој што на хартија е одличен и си мислиме дека нели се имаме супер, не? А во пракса го немаме тоа. Тоа тестирање барем ќе ни дозволеше статистички да видиме како стојат ствари. Согласам, кога сме кај училишни психолози, леле сега можам да зборам после средно образование. Конкретно училишните психолози уствари имаат работа да доколку пример мене ме однесат у служба и се идам кај психолог, и мене ако еден од проблемите ми е поради училиштето, тогаш се активираат психолозите. Доколку проблемот од тогаш настанатата ситуација е кај училиштето, тогаш психологот настапува, ајде да видиме што како е проблемот, да ги известам училишните други служби, дефектолог и така натака, зошто училиштето или каде може да се подобро. Меѓутоа е конкретизирано само кон училиштето. Јас не можам да зборувам пример за што ми се случува дома. Ако е од дома, добро, ќе ти слуша и ќе ти каже неколку совети, меѓутоа нема да се внесе толку доколку е училиштето виновно, што сметам дека ова е огромна дупка, доколку ние сакаме да направиме една доверба помеѓу ученик и училишен психолог, треба најпрво да има, ако јас му се доверам на мојот психолог, да знам дека тој нема да ги кажува работите, бидејќи ако јас не можам да зборувам со моите дома или со моите пријатели, доколку проблемот лежи таму, како да знам, како ќе му верувам јас на психологот кога внутре ќе отиде и ќе ги каже истите работи што ја него ќе му ги кажам во доверба, доколку ги каже кај моите родители. А јас, пример, немам доверба во моите родители. Што ова е многу општ пример, меѓутоа многу секојдневно и дечки во ученици што им правено мовет, викам, може да се консултираш, или? Не, нашиот училишен психолог не постои, најчесто ги примаат преку државни врски, што е повторно уште една дупка. Тоа е за жал секаде во јавниот сектор. Да ги отбраниме и нив. Секој што работи во образование работи на многу благородна работа. Колку и да, нели, секоја работа си има опис и попис на работни задачи, на некој начин може човек да се направи исклучување. Ова ми е професионален живот, ова ми е приватен живот. За жал или за среќа, во образованието тоа не е можно. И наставниците, психолозите, работените во училиштата, па дури и директорите, да речеме во некои помали училишта, сите тие имаат една улога што е многу поголема од улогата на само наставник кој што доаѓа си го предава својот материјал, својот евент и си оди. Тие се ментори, тутори, емоционална поддршка, во повозрастните години можеби веќе и пријатели, дефинитивно тоа во судски термини е локо парентис, кога некоја презема на место на родителот, кога презема родителската улога, меѓутоа во голем дел се тие наши родители. И тоа можеби малите деца најдобро го знаат кога нели ќе им се случи погрешка на наставничката да ни кажат мамо. Мамо, да. Така да тие преземаат и таа улога. Чисто сакав да кажам дека за психолозите и за доверливоста, за жал, нели имаат и законска рамка во која што функционираат. И некои работи, сексуално злоставување, семејно насилство, се дури законски обврзани да ги пријават во МВР, во Центарот за социјални работи и така натаму. И тоа е во принцип добро доколку овие институции функционираат, бидејќи може да спасат дете од многу лоша ситуација дома. Може да му го спасат животот, нели во најлошиот случај. Од друга страна пак се случувало да издадат тајна, што секако е непрофесионално и лошо. Нели, такви работи како сексуално злоставување и семејно насилство не се кријат од институциите. Меѓутоа не знам, некој ќе се довери дека некој се подбивал со него
или дека на некој начин го посрамиле, или дека има некој свој длабок личен страв, сега не треба професионалецот да го споделува тоа со други луѓе, со други наставници, па дури со други ученици, да не бидеме изненадени, тоа си има случувано. Секако сакам да кажам, например на Харвард има една цела мрежа од луѓе што даваат поддршка околу менталното здравје. И прават и на секој, например, нели дадат насловот или титулата на таа канцеларија на тој човек што било. Ама ставаат заграда и пишува дали е confidential или title 9. Сега, confidential resource, односно доверлив ресурс, значи дека тоа што ќе му се каже нема да биде пренесено. А title 9, ако така се вереше или може би имаше друг наслов, не е важно или тоа е во Америка. Во секој случај тоа значи дека тоа е законски обврзан, доколку му се пријави сексуално злоставување, насилство, кривично дело, да го пријави на други инстанции во други институции. И на тој начин, ако нели одиме од тоа дека треба на дали на жртва на насилство или на човек со некој проблем со менталното здравје, треба од нив да почнеме дека они треба да бидат приоритет. На некој начин сами си бираат дали ќе се обратат на доверлив ресурс кој што нема да го сподели кажаното, или пак доколку сакаат да пријават на институциите да го направат тоа преку тој. Но совршено е тоа. Па, искрено не сум го искусил, не сум се консултирал со нив за ништо, така да не би. Ама добро да звучи, сигурно добро функционира. Звучи. Не функционира и таму нешто. Па, никаде не е идеална ситуацијата и грешка правиме кога го идеализираме студиото или во наш случај или странските земји. Тука би кажал не треба да се плашиме од нив и да бегаме од нив. Писателот Владо Урошевиќ има едно многу убаво интервју за Нова Македонија каде што вели дека другиот е нашето најверно огледало. Тоа што ќе кажам, грижа за другиот е грижа за себе. За да се спознае себе си, треба да го спознаеме и другиот. Не треба да се плашиме од комуникација и од соработка. Меѓутоа, јас би кажал, па не треба и потполно да им се предадеме и да кажеме дека се подобри од нас. Се согласувам. Многу на место. Кои се тие некои работи, филозофии кои што ги имаат сменато погледите? Како индивидуални автори? Можеш или автор, или не знам, некоја книга конкретно од некој автор. Добри. Јас први не сум сигурен дали воопшто сум се ги сменил погледите. Добро, ама сигурно имало точка кај што ќе почнеш и после некое време го применуваш тоа. Барем кај мене така функционира. Не, тоа кај сите би требало да функционира. Кој како? Но, офлеле. Добро прашање. Или ти има оставено впечаток, не мора да е од една книга како подолг период. Па, Јас спомнавме Антигона и Софокле како мајстор на старогрчката трагедија. Има тука веројатно доста работи променето. Писателот Владо Урошевиќ го спомнав, тоа е веќе книжевност, меѓутоа книжевноста ги содржи најголемите вистини. Кои беа негови познати дела? Има доста. Маџун, романот Маџун. Ева од поновите што ги имам прочитано, Во земјанки, збирката раскази, романот на годината за 2023 со еден необично долг наслов, веројатната, но не потполно вистинитата приказна за семејството Пустополски и куќата покрива да веројатно го погрешив насловот. Невестата на змејот. Ги нема читано ниту едно од нив, ама знам дека професорката усредно многу феноменална Митра ни го спомнуваше конкретно Владо Урошевиќ и може би треба. Топла препорака. Тој веројатно ми покажа колку е важна љубопитноста и фантазијата. И не знам, во овој секуларен профан свет, каде што се е сведено каде што на сему е од страната некоја поголема посвета
важност и улога, дека и навидум обичен предмет може за себе да крие една можна интересна приказна. Ако човек може да се огледа или пак да ја замисли. Маштовитоста е доста важна. Тука сега да правиме и, нели, пак би рекол некаков баланс. Едмунд Бърк како основач на конзервативизмот, како идеологија, јас би кажал татко на конзервативизмот, неговите не сум сигурен како е насловот на македонски, Reflections on the Revolution in France, се книга што секој би требало да ја прочита. Карл Маркс е тука дефинитивно, нели, од другата страна на спектарот. Повторно можете прониклив. Периодов сум се зарекол да го читам. Ќе го катнем ова? Не мора. Не треба сега. Можат и они да паузираат. Да, чекај, не. Да го видам името, или го заборавив. Чекај, морам да го видам. Ја моментално сум со филозофија обседната. И Не, имаше исто презиме со еден нациста и многу ми е важно да не го кажам нацистата, туку да го кажам него. Да. Готово. Само да видам книгата. како се вика нацистот? Не им беше исто им беше името, првото име, личното име, а презимето им било различно. Не, тоа не го збори. Други автори што можне влијаеле на мене, би рекол дека се Едмунд Бърк, како основач на англоамериканскиот конзервативизам, татко на конзервативната мисла. Неговата книга, насловот на македонски не ми е познат, меѓутоа на англиски во оригинал, како што ја читаве, Reflections on the Revolution in France. Повторно книга што секој треба да ја прочита. Карл Маркс и неговите дела, еден од највлијателните мислители. Тој има направено пресврт. Апсолутно. Пред сум се зарекол дека треба да го читам и Ернст Блок. Тој е германски филозоф од 20-тиот век, левичар. Неговата книга The Heritage of Our Times е многу важна, бидејќи за разлика од другите кои што сведочеле на порастот на Хитлер и нели неговото освојување на моќта и при тоа нели добивајќи широка народна поддршка за тоа што го велел, единствениот мислител кој што сватил дека, нажалост, фашизмот има емоционален начин да се поврзе со луѓето и дека преку тоа ја добива својата моќ. Истовремено пак, аз ова бил доста контроверзен, се залагал дека и некои работи, што фашизмот сака да ги присвои за себе, традиција, семејство, религија, национална историја, дека тие работи не треба да бидат целосно отфрлени од нормалното општество, туку напротив, нивните добри квалитети, нивните добри својства, треба да бидат сочувани, охрабрени и поддржани од сите. Односно, нели, како е англискиот идиом, јас го искористив нашиот со оризот и лушпата, меѓутоа, нели, не треба да го преведеме за малку да звучи смешно, не треба да се фрли бебето со водата. Така што сметам дека за периодов кој што го живееме сега, и тоа што го спомнавме, кризата на либерализмот, отугеноста на луѓето. Ме прашуваа често кога нели бев и општествено поактивен во Македонија како претседател на Сојузот на средношколци, зошто младите, зошто луѓето се скептични кон демократијата, не веруваат веќе. Па за еден политички систем да ужива доверба, тој треба да функционира. И тоа што им го ветува на луѓето, треба да го исполни. Во моментот кога ќе престане тоа да го прави, настанува таа емоционална поделеност и колку и да им зборуваа за нели дека статистички живееме подобро, дека што е точно. Емоционално ако не се приврзани,
нема да може да го восприема тоа. И кога ќе дојдат авторитарците со една силна реторика, запалива, и ќе ја кажуваат таа порака, односно нели по нивно вистината што е премолчена, тие емотивно се врзуваат со нив и затоа луѓе веруваат на теорија на заговор, ќе им покажеш факти, нели не ги прифаќаат, токму поради тоа. И многу истражувања треба во таа област да се прави, што е нужно интердисциплинарно, не само историски и политички, туку и психолошки и филозофски, емотивно, нели, за да се види каква е таа поврзаност и Ернст Блок тоа го препознава и затоа би кажал дека емоцно е важен. Тука би се надоврзала и на пример со ќе тргнам пак од индивидуалното пример. Ако јас немам докази дека имам пример, зошто луѓето имаат помалку самодоверба, бидејќи работите кои што ги задаваат како цел не ги имплементираат. Пример, ќе речам од утре дека Јас од нова година треба да идам во теретана. Exactly. И сега пример, ако ти не одиш во теретана, тебе довербата ќе ти се намали, значи ја оваа година не почнав да идам и на тој начин ќе нема да си дадеш доказ дека си направил нешто за себе конкретно. Најчесто тоа е. Или јас сакам да напишам блог или некаква книга, и ако јас не почнам со пишување на книгата, и ако јас не ја завршам, мојата доверба паѓа тука, самодоверба, и јас немам доказ дека јас можам тоа да го направам. Сите викаат, па јас можам тоа да го направам. Меѓутоа доказите кои што докажуваат дека ти стварно навистина можеш тоа да го направиш, ги нема. И тоа е разликата меѓу самодовербата и себелажењето. Да. Пошто човек лесно, поради претирана самодоверба, може да живее во некаква илузија. Тоа веќе не е ни самодоверба, тоа е... Па да. Како што го спомна себелажење. И што има за тебе смисла? Смисла, вчера ме прашаја. Да, ме беше чудно. Смисла во оваа точка. Пример, смисла за мене се епизодиве, бидејќи гледам од све да извлечам смисла. Со другар правевме дебата што вака така за смисла, дека јас смисла пример не наоѓам во некои работи кои што ти носат краткотрајно чувство, пример чоколадото, нема смисла да јадеш чоколада ако пример си на 100% онака. Не се согласувам. Exactly. И сега тоа, и тој после тоа вика, ама вика ти можеш да најдеш и тоа смисла, бидејќи уживање, ја обожавам чоколадо. Ја не знам човек што... Да, и например, и тоа е окей, и у тоа има смисла, и у секој разговор има смисла, на тој начин ми беше, смислата може секој во различна фаза да ја наоѓа во различни работи. И сега што за тебе има смисла во моментот? Па, не би рекол дека сум толку релативист како што си ти, дека може да се наоѓа смисла секаде и во различни работи. Може и грешно се изрази. Да, околу чоколадата, не знам, големите задоволства носат и голема болка. Тоа е некоја цена што треба да се плати. Не само кај чоколадото, меѓутоа претирана конзумција може да ги расипе зъбите и да се настанат проблеми. Exactly. Или претирана тежина. Тука доаѓа златната средина на Аристотел. Златна средина. И Дикенс вели, нели, големите очекувања носат големи разочарувања. Се согласувам со тебе околу поставувањето на целите дека треба да бидат исполнети. Ајде да не бегам прашањето, пак бегам. Смисла. Тоа за мене има смисла. Може тоа има смисла, да имаш цели. Какви цели? Апсолутно. Меѓутоа, ако гледаме сега големите нешта, и нели како што вика крал Соломон, дека ќе се вратиме во зрнце песок. Не знаме и тоа колку има смисла. Може и на крај ништо нема смисла. Не смееме во таков исто, морам ова го споделам. Пред некој ден ми текна овона и викам, нели, реалност ние како луѓе, како Homo sapiens, само ние може да мислиме. Куќа не може да размислува, барем... Да, тоа е. Да, го нема тоа што ние можеме да мислиме. Свеста, conscious. И пример, и да го земам и моментот дека
колку повеќе желби имаш, толку повеќе ќе целиш кон нешто и толку повеќе сме гладни за успеси, за желби и така натака и колку повеќе ги исполнуваме истите, толку сакаме повеќе да имаме. Сега мора да има некаква смисла во моментот дека ние може да размислуваме, а дека другите видови не. И сега тука е прашањето што со мислењето, што ние треба да направиме со мислењето, што е природното, односно што е ние, што е најправилното и најрационалното што би можеле да направиме со мислењето, бидејќи го имаме зададено како моќ, за разлика од сите други. И сега веројатно тука би целела кон таа смисла. Па, секогаш е тоа прашање колку се што човештвото има направено, дали можеме да се го припишеме себе си како видели на тие наши најистакнати членови, како Никола Тесла, колку тоа наш успех, колку е нивен, но тоа сега додека зборуваш и размислував, па можеби мислењето има смисла. И мислењето само поради самото поради себе е активност која што е така најважна и најмногу има смисла. Јас дури би кажал дека со цел промоција на македонскиот јазик има смисла да се каже има смисла, не прави смисла. Тоа е честа појава кога директно го преведуваат make sense, па викат прави смисла, не, на македонски имаат смисла нештата. Значи мислењето има смисла, тоа востановивме. Јас би рекол, знаеш, можеби смислата ја наоѓаме и во другите. Па би кажал дека за мене пријателствата, тоа веќе малце Аристотел го копираме, меѓутоа пријателствата имаат смисла, размислувањето има смисла, правдата, љубовта, страста, тие големи работи имаат смисла. Највеќе се храброста. Nice. Значи завршуваме со Аристотел и Платон. Сакаме нешто конкретно да кажеме што би имало смисла? Па нема конкретно за тој подкаст. Па, добро мислам, за мене сега ако веќе се враќаме на храна, шумска салата има многу смисла. Со многу добро лепче, онака тазе домашно печено. Палачинка со нутела, банана и плазма има смисла. Не да има тоа. Тоа е моментално. Пиварка нема смисла. Личен став. Окей се. Крушевски локови има смисла. Крушево има многу смисла. Можеби највеќе од сите градови во Македонија. Крушева дефинитивно. Ти си пробал? Аха. Крушева дефинитивно е препорачлива. Што друго има смисла? Добро, сега... Храната. Не знам колку екзистенцијалистите имаат смисла. Тие се онака, често ги читавме во меѓународна матура. Жан Пол Сартре, Симон де Бувуар, Албер Ками. Добро, тие самите мислам дека живеат во тоа безсмисла и околу смисла, да. Треба повеќе да ги читаме и да мислиме на нив, меѓутоа безсмислениот живот не е добар. Нели, Ниче го прогласи Бог за мртов, меѓутоа што го замени е проблемот. И повторно околу тоа дека треба да ги цениме нештата, не само какви што може да бидат доколку се променат и ги подобриме, туку и какви што се. Бидејќи понекогаш и старото нешто, доколку немаме со што да го замениме, е подобро од ништо. Се согласувам. Многу ми е мило што направивме епизода. Истражуваме тешки теми, али подкастов има смисла. Да, знаеш што у самото зборче смисла има мисла, да. Така што може смислата е во мислата, и тоа е многу добра филозофија. И ова е уствари најфилозофската епизода што е направена до сега. Thanks to you. Да, и не сум бил обвинат за филозоф до сега, ама добро. Да, и многу ми е мило периодов слушам многу филозофски теми, тематики на подкасти и ептен ми е мило за епизодава. Стварно фала ти што дојде. Фала ти за поканата. Да, се враќаш во Америка сега за скоро. Така што следно мора да се видиме пак, така да направиме уште некој момент, може ќе поднаучиш таму уште плюс некои други филозофи, ќе прочиташ уште некоја книга. И така, толку може да завршуваме тука.
Фала ти. Фала ти.